Добре дојдовте во Акцент. Во ова издание на нашата емисија, почитувани гледачи, ќе ставиме акцент на одбележувањето на 73 години Слободно Кичево, односно 73 години од славната битка кај кичевското село Кленоец. Исто така, во ова издание на Акцент ќе проследите и кратка репортажа околу промоцијата на изложбата на графики во исчекување на насловот од познатата скулпторка Сандра Соломонова. Во ова издание на Акцент, почитувани гледачи, ќе стане збор и за проектот кој што го спроведува Основното училиште Санде Штериовски од Кичево, а се однесува на меѓуетничката интеграција во образованието. Акцент започнува. Следете не. Пред споменикот нападнатите борци во Народно-ослободителната војна во кичевското село Кленоец беа одбележани 73 години од борбите за одбрана на слободната територија на Копачка и Дебарца. Со интонирање на македонската химна беше подигнато македонското знаме, а повеќе делегации пред споменикот положија и свежо цвеќе. Пред присутните поздравен говор имаше Живко Сталевски, председател на местната заедница на село Кленоец. Денес, на 6 октомври 2016 година, се собравме овде во вечното и легендарно Кленоец за да ја одбележиме 73-та годишнина од трагичната битка водена токму на ова место од страна на нашите јунаци, чии имиња се испишани на овој споменик. Драги пријатели, почитувани присутни, историјата не се заборава. Историјата се пишуваат, историјата е вистината и фактите. Ние, почитувачите, ние следбениците на нашата историја, да се подсетиме на 1943 година во ова мало место, но жилаво село Кленоец на битката која ја нарековме Втормечкин камен, односно Македонска кадињача. Ова село, овој народ, овој настан стана легенда на нашата историја. Битката од 6 октомври 1943 година е битка за која вечно ќе кажуваме ние и нашите поколенија, за патриотите, за јунаците кои несебично ги дадоа своите животи за слободата на нашата татковина. Наша задача е да ги потикнуваме и подсетуваме сегашниве и идните генерации да не ги забораваат и секогаш да им даваат почит на сите оние кои со својата храброст и крв, младост и живот ја пишуваа нашата бурна историја и ја градеа Република Македонија. Уште еднаш ви благодарам за вашето присуство денес овде во село Кленоец, со што го збогативте одбележувањето на 73-та годишнина од битката кај Кленоец. Сите да сте живи и здрави и нека Господ Бог ја чува нашата татковина, да е вечна Македонија. Кленоечка битка, 6 октомври 1943 година, 6 октомври 2016 година, 73 години. Повторно се навраќаме на хероите, на слободарите и на јунаците. На оние што ги дали своите животи заради овој светол ден за слобода и убавина. Борбите кои се воделе во Кленоец и славната Копачка однесле многу животи. 217 паднати борци од Кичево и Кичевско и уште 232 борци од другите краеви кои овдека ги дале своите животи. Борбите кои се водени на Кленоец представуваат нов мечкин камен, а според пожртвуваноста загинуваат сите, се споредуваат со Кадињача во Србија и Поклјука во Словенија. Првата фронтална битка,
многу жртви и многу страдања. Тука загинале и оние млади луѓе кои дошле да помагаат. Тука загинал и Јосиф Свештарот. Загинале и другите учесници во нерамна борба, гради в гради со непријателот. Село Кленоец било запалено. Денес сме овде да им дадеме почит на сите херои кои го оставиле своите животи овде. Да порачаме дека сме како феникси, одново се раѓаме од изгорените огништа. Да ја сочуваме оваа слобода која е скапо платена со сите овие жртви, да ги сочуваме од заборавот и секогаш да се враќаме и одново да ги подсетуваме генерациите кои доаѓаат и на кои ќе им го отстапиме местата на фронтот, да продолжат да го бранат. Скапа е слободата, но убава е. Слава на борците кои ни ја дарувале, им се поклонуваме и им благодариме. 73 години слободно Кичево, 73 години од славната битка кај селото Кленоец. Се наоѓаме токму на спомен обележјето во селото Кленоец, каде што оваа година се слави 73 години од славната битка во ова село. Веднаш до мене е господинот Живко Сталески, претседател на местната заедница на селото Кленоец. Господине Сталески, нека е за многу години ова чествување. И може ли еве да ни кажете како сте подготвени и на кој начин ќе го прославите овогодинешниот јубилеј 73 години од славната битка токму на ова место каде што се наоѓаме и ние? И благодарам што сте тука присутни и што можеме вака да се обратиме да кажеме за овој ден. Овој ден е светл ден, поготово за нашето место село Кленоец, каде во 1943 година на 4, 5 и 6 се воделе овде битки и една од најкрвавите битки во Втората светска војна на територијата на нашата татковина. Таа битка траела 3 дена и една од најхеројските битки кои биле водени на овие краишта. Може ли еве се да споменеме околу самото чествување денес на овој голем ден? Каква програма вие како местна заедница припремавте и кои се поканети гости ќе присуствуваат на оваа свеченост? Ние како местна заедница се трудиме и ќе се трудиме и понатаму овој ден да биде достојно одбележан. Покануваме сојуз на борци од повеќе градови на Републиката, меѓу кои Гевгелија, од каде е командантот Јосиф Јосифовски Свештарот, кој погина исто на овие простори. Во таа битка на 6 октомври 1943 година ги покануваме борците од Кичево, од Скопје, Охрид, Струга, од Славна Дебарца и сите редовно присуствуваат тука и овој ден ќе се трудиме и понатаму да биде достојно обележан, иако времењата се менуваат со поголеми проблеми се од материјална природа, меѓутоа овој народ е спремен и тогаш и денеска да видит во права смисла на зборот херој и ние ќе се трудиме и денеска, а и понатаму на следните генерации да им пренесиме овој ден достојно секогаш да се чествуваат и да им даваме и одаваме достојна почит на паднатите борци за денешната слобода на Република Македонија. Далечната 1986 година во Кичево беше организиран симпозиум на тема Кичево во народно-слободителната борба и револуцијата. Единствен кој што тогаш имаше спремено реферат токму за борбата на Кленоец, познатата Кленоечка битка, беше познатиот писател од Кичево и од Македонија господинот Стојмир Симјановски. Господин Симјановски, се наоѓаме токму на ова место каде што се наоѓа спомен обележјето на битката кај Кленоец. Зошто тогаш само вие и зошто токму вие единствен бевте со реферат токму каде што се споменуваше оваа битка? Па всушност тоа честопати се поставам како прашање, макар што тогаш требаше другите да се запрашаат. Зошто од толку реферати и ни помалу ни повеќе туку околу 500 за Кленоец немаше ни еден? Ни од учесник, ни од историчар, ни од аналитичар на состојбите. Јас бев во одборот за организација тогаш на симпозиумот, а веќе имат објавено 3 романи
кои што сите беа наградени и сите беа на тема од нов и револуцијата, меѓу кои и Црвени утра, кој што е единствен роман што ја доби наградата Асном во тоа време. Тоа беше за битката во Кленовец. Кога на тој отчетен состанок, кога требаше да ги така да речем да ги веќе подготвуваме рефератите, видовме дека нема друг реферат. Мене едноставно, што би рекле Иванчани и Кленовјаните, ме фати улајцата. Зарем Кленовец не заслужува да има некој кој ќе каже, ако не е повеќе, барем она што се случило. И тоа беше причината, така да речем, за рекордно време да соберам податоци, да најдам материјал и да подготвам. Всушност, како дојде до тој реферат и како беа материјалите? Мојот драг пријател и кленовјанец, учесник во НОП, во тоа време беше шеф на станицата во Кичево. И со негова помош ги собравме сите учесници од битката во Кленовец и сите што знаеа нешто за таа битка и снимивме, ако не повеќе, барем едно 20 касети тогаш на радиомагнетофон со искажувања. Тие искажувања не беа под прашање, не беа договорени. Луѓето седна и почна да зборуваат кој што знае со тоа што. Секој секого можеше да го поправи, секој секого да го прекине, секој секому да укаже, ама и секој да го каже она што го знае и онака како што тој го знае. А за историјата тоа беше најбитно. По тие материјали јас го направив тој реферат, кој што навистина беше изненадувачки, затоа што толку учесници, ниеден или зборува за Кленовец човек кој не е учесник, кој тогаш бил дете и кој сега за среќна околност пишував за НОП, али сега несреќа беше во тоа што другите немаа такво нешто. Па од тој реферат и од тие материјали дури понудивне по идеја на Републичкиот одбор на Сојузот на борците на Македонија да направиме сценарио за игран филм за Буковиќ и за Кленовец. Тој филм требаше да оди под името Пеколно оро. Дури беше одреден и режисер. Тоа беше нашиот еден од најдобри, така да речам, Кирил Ценески, а на сценариото работев не јас, Мето Петровски и Владислив Барашиќ и го направивме тоа сценарио. Меѓутоа, тој филм и романот за Кленовец, што планира да ги направам, се уште не се снимени и останува само еве да се присетуваме како сега, дека некој, ако не историјата, барем некој од учесниците да направеше нешто. Таа вистина за Кленовец, нашите генерации треба да ја знаат. А ние, како општество, посебно апелирам на Сојузот на борците и сите оние кои има некакви врски со таа револуција, мора да го имаат како една од основните задачи. Вистината историска мора да биде вистина за сите. И уште би сакал да споменеме нешто околу самото значење на оваа битка. Рековме дека е клучна, може би не само за ослободувањето на Кичево како прво ослободен град, туку може би за цела Македонија. Што е тоа што оваа битка ја прави клучна? Тоа е прва фронтална битка на македонските партизани. Ова не е само искушување. Ова е одбрана на слободната територија. Прва фронтална битка. Кога во 72 година генералот Апостолски, како председател на Македонска академија и како генерал на таа народно ослободителна борба беше во Кленовец, ние го повикавме овде и тогаш бе тој еден од организаторите, бидејќи тоа беше од прославата видувањата во Копачка, од кој после се роди Курирче. Тој тогаш рече: Кленовец е втор Мечкин камен. Со тоа што и од Мечкин камен немаме преживеан, ние од Кленовец немаме преживеан. Се јави само Бошко, еден на времето и снима документарен филм со него, меѓутоа преживеани нема. Тоа е она клучното што треба да се знае за Кленовец. Значи, битка во која што беше ризикувана и уништена
цела една младост од неколку десетици, макар што јас мислам дека тој број е многу поголем. Сите беа убиени и она што нас треба да ни послужи како искуство за едните генерации. Овде е предавничка битка. Не се работи само за отворена или фронтална борба. Фронталната борба е против Мефаила, против балистите. Меѓутоа, оние што дојда да му помогнат овде на тој дел партизани што застанаа во одбрана на слободната територија, тие беа убиени в грб. Тоа е она што е клучното за Кленоец и што мора да се знае. На свеченоста, освен местното население, присуствуваа представници од Сојузот на борци од Кичево, Охрид, Дебарца и Гевгелија, представници од локалните и државни институции, а со своја делегација и оваа година присуствуваше и председателот на Светскиот македонски конгрес Тодор Петров. На 73 годишнината од славната битка кај селото Кленоец, редовно присуствуваат и гости од други градови на Република Македонија. Веднаш до мене, тука е господинот Ристо Марковски, председател на Општинската организација на Сојуз на борци од Гевгелија. Господин Марковски, вие сте речиси секоја година тука на одбележувањето на овој настан. Што за вас значи овој настан? Што всушност одбележуваме ние денес тука? Повозначените настани и датуми и за одредени борци секоја година во нашата програма наоѓа место и посета на споменикот при Кленоец. Така да и од ваша страна секојаш сме поканети и доаѓаме, бидејќи во оваа битка загинува и народниот херој Јосиф Јосифовски, кој е роден и живеел во Гевгелија. Така да не можеме да не присуствуваме. Исто така, јасно ни е и во нашите планови и програми за настаните и борбите што се водеа по капитулацијата на Италија на овој терен и настаните што се случија со ослободувањето на градот кој повторно беше завземен од непријателот и последните битки се водеа на овој терен. Према настаните, тогаш што се случија 43-та година се донесе на советувањето беше цела Македонија поделена на 5 оперативни зони во кои еден од комесарите, односно Јосиф Јосифовски, беше во првата оперативна зона кој загина во оваа битка. Кичево како прво слободен град во народно-ослободителната борба сигурно даде еден слободарски дух во понатамошните борби за ослободување на Македонија. Може ли еве да го опишеме значењето токму на оваа битка и во процесот на ослободување на Кичево, а и во целиот процес на ослободување на Македонија од фашистичките окупатори? Секако, не само првиот ослободен град, туку на оваа слободна територија е формирана и првото школство, за кој, бидејќи јас произлегувам од школството, има значајно место и во историјата и додека ние работевме, и за настаните во Копачка и пошироко. На овој терен имаме ние доста загинати борци во борбата со балистите, меѓу кои не можам сега сите да ги набројам, меѓутоа и од моето родно место Негорци е Мирко Делев загинал во околината на Зајас, во борба со исто така со одродниците со балистите и можеме да кажеме горди сме и на се што се случи во Западна Македонија и во тие тешки денови славните борби што се водеа на овој терен. На одбележувањето на 73 години од славната битка кај Кленоец и оваа година присутен помеѓу народот е председателот на Светскиот македонски конгрес господинот Тодор Петров. Господине Петров, како председател на Светскиот македонски конгрес, редовно сте учесник на сите одбележувања на оние настани кои што значат
наназад за самата македонска историја и за обстојувањето на Македонија. Вие сте еден од луѓето кои што ги почитува сите овие празници и сите и линдени наназад, сите борби на македонскиот народ за своето обстојување. Што всушност за вас значи токму оваа битка која што пред 73 години се одвиваше токму на ова место? Национално-ослободителната и антифашистичката војна на македонскиот народ за време на Втората светска војна заедно со Аснам се круна Илинденското востание од 1903 година и затоа вечна им слава и памјат им на сите загинати кои ги дадоа своите животи за слободата на татковината, за слободата на Македонија, за државноста на републиката. Ова година одбележуваме 73 години од битката во Кленоец, каде што загинале во борба со фашистите и балистите, припадници на вооружените сили на Македонија, и затоа длабок поклон пред овој споменик во Кленоец, како паметник во колективната меморија на македонците, каде и да се за саможртвата на тие кои ги положија животите на ударот на татковината. На одбележувањето на 73 годишнината од славната битка кај Кленоец, во музичкиот дел редовен учесник е и познатиот естраден уметник Христијан Тришовски. Христијан, сигурно ти како млад човек, почитувајќи ја македонската историја, се чувствуваш, верувам, достоинствено како македонец да бидеш тука секоја година на одбележувањето на овој голем настан. Добар ден и од мене. На почеток ми е преголема чест што бев повторно повикан ова година по трет пат да отворам ова манифестација и стварно се надевам дека и во идните години ќе продолжи ова традиција и да ги повикувам сите што може да дојдат на овој ден за да го бележиме све подобро и подобро секоја година и да не сгасне ова. Се надевам дека како млад човек ќе продолжиш и понатаму. Се разбира секако во оној домен каде што можеш ти да помогнеш, дали е во музичкиот или во организаторскиот дел, и сигурно дека и понатаму ќе вложуваш како музичар и како млада личност многу во зачувувањето на македонската историја. Јас секогаш сум бил тука, ќе бидам тука секогаш и кога е потребно нешто за да се обележи ваква убава манифестација сум тука. Беа доделени и благодарници за помагателите, а свеченоста заврши со богата културно-уметничка програма од повеќе естрадни уметници. Во изложбениот салон на Националната установа Центар за култура Кочо Рацин во Кичево беше отворена самостојната изложба на графики во исчекување на насловот Циклус 3 на уметничката Сандра Соломонова. Делата на Соломонова се карактеризираат со изворна афирмација на сложените графички техники, како и со нагласената интелектуалност во пристапот кон визуелната уметност. Се одликуваат со леснотија, филозофска содржина и психолошка продлабоченост, а над се доминира цртежот, кој сведочи за изворната блискост на творецот со замислата и творечката вештина. Слободата која Сандра Соломонова ја издвојувала некогаш од класичните теми, од фигури и предели, ги изместува со експресна тенденција во абстрактни подрачја, во формативна имагинација, независна и во себе си целосна, интегрирана во областа на мислата. Почитувани гости, добро вечер и добре дојдовте во Центарот за култура Кочо Рацин на уште една изложба поддржана од Министерството за култура на Република Македонија. Вечерва ќе имате можност да ја погледнете изложбата на графики на Сандра Соломонова. Оваа уметничка по втор пат изложува во Кичево, откако во 2013 година за прв пат се представи пред кичевчани. Оваа вечер Соломонова поради обврски не можеше да присуствува, но се надеваме дека во наредна прилика ќе ја запознаеме подобро. Уметничката има организирано повеќе самостојни изложби во Скопје, Струга, Охрид, Битола и Кичево, а била и дел од повеќе групни изложби во земјава и во странство. Во изложбениот салон на Центарот за култура Кочо Рацин од Кичево отворена е изложбата на графики со наслов Во исчекување на насловот Циклус 3 од познатиот автор Сандра Соломонова од Скопје. Иако авторот Соломонова не е присутна на отварањето токму на незината изложба, ние оваа вечер во Акцент ќе поразговараме со господинот Игор Стојановски, координатор за програмски активности во Центарот за култура Кочо Рацин од Кичево. Господине Стојановски, што точно вечер
вечерва кичевчани можеа да видат на отварањето на оваа изложба? Добро вечер, почитувани. Вечерва кичевчани во рамките на годишната програма на Националната установа Центар за култура Кочо Рацин, Кичево има можност да ја видат изложбата на ликовниот уметник Сандра Соломонова со наслов во исчекување на насловот циклус 3. Изложбата на графики се состои од 15 дела, која е изложена во салонот на Центарот за култура Кичево, и изложбата кичевчани ќе можат да ја посетат во наредните неколку дена. Така, господин Стојановски, верувам дека ќе биде посетена и ова изложба, како впрочем и сите претходни. Може ли еве сега да ни кажете вие како национална установа според годишната програма за работа која што ја имате, што друго ќе им понудите на кичевчани, односно кои се активности и настани ќе се случат до крајот на календарската 2016 година? Во текот на оваа година се случија многу настани, но некои настани допрва следат. И затоа вечерва би ги спомнале настаните кои следат. Значи, на 12 октомври во рамките на годишната програма се очекува да се одржи изложбата на авторот Агрон Салигу. Потоа на 14 октомври се очекува да се одржи изложбата на Ленче Коцевска. Исто така би издвоил дека по повод на празникот 23 октомври ќе се одржи манифестација песни за юнаците, а во библиотеката ќе се одржи литературен конкурс. Исто така околу изложбите би спомнал на 21 октомври се очекува да се одржи изложба на авторот Славчо Спировски, а кон крајот на месецот октомври планирана е изложбата на младинската керамичка работилница. Да се изложи делата на младинската керамичка работилница. Ви благодарам. Господин Стојановски, јас ви благодарам за времето одвоено за гостување во нашата емисија. Се надевам дека и овие настани ќе бидат бројно посетени од кичевчани и сигурно ние како медиум ќе присуствуваме и на нив. Се надевам дека и понатаму успешно ќе соработуваме и ќе се гледаме на сите ваши активности. Ви благодарам. Во нејзините најуспешни остварувања се внесени графички сугестии за интимниот простор на сеќавањата, како и за ликовниот израз што е компониран од разни искуства и форми на модерната уметност. Графичките остварувања представуваат поттик за уште попродлабочена анализа, а воедно провоцираат, овозможуваат и нови приоди, размисли и толкувања на нејзиниот сликарски опус. Ова беше второ представување на дела од Соломонова во Кичево, која иако од оправдани причини не беше присутна на отварањето на изложбата, истата беше посетена од голем број на љубители на уметноста. Културниот настан беше поддржан од Министерството за култура на Република Македонија. Основното училиште Санде Штериовски во соработка со општината и со 8 други основни училишта од општина Кичево, кои учествуваа во проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието, организираа завршен настан по повод деновите за меѓуетничка интеграција, при што се одржа презентација на проектните активности. Настанот е дел од серија на денови за меѓуетничка интеграција, кои се одржуваат во повеќе општини и ќе опфатат типични активности кои што се организирале во училиштата во рамки на проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието, но овој пат со заедничко учество на ученици и родители од различни училишта во една иста општина. Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието е 4-годишна иницијатива која соработува со сите релевантни образовни институции, поддржувајќи ги напорите на владата на Република Македонија во процесот на етничко интегрирање. Проектот работи на зголемување на разбирањето кај пошироката јавност за придобивките за сите граѓани што ќе произлезат од интегрирањето на образовниот систем во Република Македонија. Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието работи на создавање на политичка, социјална и економска клима потребна за Македонија да постигне одржлива интеретничка интеграција во училиштата, во останатите образовни институции, па и во целото општество. Во денешното издание на Акцент, почитувани гледачи, ќе зборуваме и за проектот за меѓуетничка интеграција во образованието, проект кој што се спроведува во основното училиште Санде Штериовски во Кичево. Веднаш до мене е господинот Раим Пињоли, директор на основното училиште Санде Штериовски од Кичево. Господине Пињоли, што точно се случува со овој проект кој што вие го спроведувате овде како училиште и што значи тој за самото училиште? Па добро, на почеток една голема благодарност до вашата телевизија и до сите медиумни што сите активности што се реализираат во нашето училиште сте вие тие кои
на сите граѓани им покажувате што се работи во Санде Штириоски. Во Санде Штириоски е една училиште, модел училиште во ниво на Република Македонија, каде што проектот на УСАИД со заеднички проект со општината Кичево ние го реализираме веќе 4 години. Последната фаза, значи ова е отворен ден за меѓуетничка интеграција во наставата. Последните активности се 4 активности каде што земале учество сите училишта од основните училишта од градот, тоест 9 училишта, каде што имаме 4 активности заеднички, што можеме да докажуваме дека може не само во едно училиште да има заеднички активности, меѓутоа може да имат и во чисти училишта заеднички активности, спојувачи се со другите училишта кои учат на различити јазици. Денеска вие ќе видите тука заеднички работилници во 4 сфери, така речено. Еко заедница, значи ќе имаме калето, наше истражување на калето, ќе имаме олимписки мали игри и ќе имаме традиционални јадења, каде што се спремени од сите основни училишта учествувале во овие активности. Секако дека учебната година е се уште нели на почетокот, може ли еве да ни откриете како училиште дали сте вклучени во некои други проекти кои што ќе се одвиваат во тековнава учебна година? Па нашето училиште знаете дека долго има како традиција, долго време се занимава со проекти. Сакам да ве уверувам дека нашето училиште сега си зеде за партнерство едно училиште во Гетеборг во Шведска, каде што имавме од таа училиште имавме една екипа кај што го разгледуваа нашето училиште. Ќе ви кажам дека и таму имаат училишта кај што учат ромите и се спојуваме со тоа училиште заеднички да ги решаваме проблемите на ромите, како тие ги решаваат во Шведска, како ние ги решаваме и со ова партнерство ја мислам дека со ова соработка сега, со овиот новиот проект, нашето училиште ќе добие многу во искуство и размена на искуствата со училишта надвор од државата. Исто така, сакам да спомнам дека во нашето училиште се одвива и проектот за што е најголем проект, мислам, во Европа, како да ги учиме учениците сами да барат работа и како тие можат да дојдат побрзо до работа. Сега нашето училиште ќе учествува во Хрватска, значи ќе бидеме таму од 15 до 20 овај месец, ќе бидеме таму, каде што ќе имаме од цела Европа ќе имат учесници. Значи, и ова е еден од најголемите проекти. Исто така водиме проекти што се однесува од Министерството за образование и од Бирото за развој на образованието. Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието го сочинуваат 4 комплементарни компоненти: информирање на јавноста и заедниците, градење на капацитетите на училишното раководство и наставниците, модел училишта и обезбедување стимул за училиштата и за локалните заедници. Во фокусот на проектните активности се учениците, родителите, наставниците, администрацијата и членовите на училишните одбори во сите основни и средни училишта во Република Македонија. При тоа советниците од Бирото за развој на образованието, Центарот за стручно образование и обуки и просветните инспектори на државно и регионално ниво имаат централна улога во постигнувањето на одржлива промена во меѓуетничката интеграција во образовниот систем. За остварување на оваа цел потребно е сите заинтересирани учесници од училиштата, заедниците и локалната власт да учествуваат во проектните активности. Успешното спроведување на проектот ќе создаде средина во која сите страни активно ќе учествуваат во оваа иницијатива. Почитувани гледачи, тоа беше се што ви подготвивме во ова издание на емисијата Акцент. Со нови содржини следете не за 7 дена во 20 часот и 45 минути на истата фреквенција телевизија Мега. Довидување.